Председателската кампања во САД добива на интензитет. И Доналд Трамп и Џо Бајден пред се фокусирани кон оние сојузни држави каде е и најмало разликата меѓу нив. Но републиканската и демократската партија имаат различен начин на кој им пристапуваат на гласачите. Председателот Доналд Трамп оваа недела посетува 5 сојузни држави – Флорида, Северна Каролина, Мичиген, Пенсилванија и Невада. Во сите нив разликата со неговиот против кандидат Џо Бајден е тесна. Трамп продолжува да организира митинзи пред илјадници луѓе и вели дека неговите собири не се поинакви од протестите "Црните животи се важни". If you're willing to riot and stand on top of each other's face and do whatever the hell you want to do, you're allowed to do that because you're considered a peaceful protester. So we decided to call all our rallies peaceful protests. Во меѓувреме, кандидатот од Демократската партија Џо Бајден се среќава со поддржувачите во мали групи каде се почитува социјално дистанцирање. Така беше и во Пенсилванија неделава. So tell me about Joe. Кампањата на Бајден во најголем дел се потпира на виртуелни настани преку кои тој треба да биде прикажан како емпатичен лидер кој сака да ги заштити луѓето. Someone who will be at more intimate events and will listen to what people have to say, and that's part of the social justice aspect as well as the medical and economic aspects of his message. Whereas President Trump wants the big crowds. He wants to show that he has the support from what he calls the silent majority of Americans, and that he is in this race and he still has a lot of followers. На настан во Мичиген, Бајден го нападна Трамп со информации од книгата на новинарот Боб Вудвард, која допрва треба да биде објавена. Во неа се открива дека председателот бил снимен во февруари како признава дека ги минимизира ризиците од коронавирусот пред јавноста за да не предизвика паника. He had the information. He knew how dangerous it was. And while this deadly disease ripped through our nation, he failed to do his job on purpose. It was a life and death betrayal of the American people. We don't want to have to show panic. We're not going to show panic. And that's exactly what I did. And I was very open, whether it's to Woodward or anybody else. Анкетите покажуваат дека пандемијата влијае на гласачите и дека повеќето американци не се задоволни од тоа како Трамп се справува со коронавирусот, нешто што Бајден сака да го потенцира во кампањата. Но иако Трамп е зад Бајден во анкетите на национално ниво, разликата е минимална во дел од сојузните држави. 4 more years. Yeah, we get 4 more years. Guaranteed we're going to get 4 more years. Трамп продолжува со традиционални активности, отворање на локални канцеларии низ целата земја и одење од врата на врата. Советниците на Бајден тврдат дека нивната стратегија на фокусирање на пандемијата и на економијата преку таргетирање на различни интересни групи и виртуелни настани дава резултат. До изборите на 3 ноември треба да се одржат и 3 дебати меѓу кандидатите за председател Трамп и Бајден и едно соочување меѓу кандидатите за подпредседател Пенс и Харис. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.